Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Мариово е Витаминка Прилеп. Драги мои, во Мариово сме веќе неколку дена. Вчерашниот ден и пред вчерашниот беше сончев, топол, вистински летен. Денеска во Мариово се наоѓаме во утринските часови. Зората е зазорена, на Церечка планина очекуваме да излези сонцето, а заедно со него да го продолжиме патешествието и патувањето по најголемата висорамнина во Македонија, Мариово. Како што Мариово не може да се замисли без култната река Еригон, која е извор на животот за жителите на разните населби од различните периоди па се до ден денешен, како што Мариово не може да се сознае без старата легенда за браќата Гаван, Аероп и Пердика, кои се спасиле со бегање од некој цар во Горна Македонија, поточно во Мариовско, од каде што подосна Пердика го проширил своето кралство. Исто така, мариовската слика, мариовскиот дух не може да ја имате во целост без македонскиот раскажувач и романсиер Стале Попов, кој за неговото Мариово во една прилика има речено: Мариово е моето Елдорадо, затоа што јас сум си навистина најсигурен, ги познавам луѓето, го познавам крајот и оттаму црпам мотиви за моите творби. И навистина Стале Попов е најсигурен кога пишува за Мариово, затоа што го познава крајот, ги познава луѓето, успева да проникне во нивните психологии, во нивните желби и стремежи. Затоа што знае да проникне длабоко во душата на човекот, да ја разгране, а потоа однатре да ја наслика со сите нејзини секојдневни и возвишени чувства, посебно во неговиот прв роман Крпен живот, кој го започнува со опис на централното мариовско село Витолиште, а академик Димитар Митрев, пишувајќи за Крпен живот, со право забележал: многу страници во себе носат богати етнографски и фолклорни обележја, што се добиваат од разновидни детални описи на материјалниот народен живот, на народните традиции, народната душевност, посебно за етнографските и фолклорните податоци со кои обилуваат и двата дела на романот. Со сигурност може да се рече дека се покажени со таква студиозност и во таков шаролик вид, што на авторот можат да му завидат и најдобри стручњаци, етнографи и фолклористи. Би рекол, малку е да се каже дека Македонија е прекрасна земја и дека крие толку убави и прекрасни места кои што на луѓето им влеваат емоции и гордост, меѓутоа и им ја зголемуваат и љубовта кон својата родна земја. Реката Црна со својата енергичност шепоти тајни, а тие тајни ние сакаме да ги ловиме и да ги откриваме. Реката сведочи за минатото, врви ни сегашноста, а ја крои иднината на живиот свет во себе и околу себе во иднината. И ја кваси македонската почва со векови.
На само 50 на метри позади мене се наоѓаат остатоците од Расимбеговиот мост, кој што според легендата кој што говори дека пред некаде 600 и кусур години некој си Расим Бек овдека во Мариовско го направил овој мост. Но десно од мене се наоѓа така нареченото Старо Мариово, а лево од мене преку Црна се наоѓа Младо Мариово. Во стариот дел на Старо Мариово се наоѓа селата Витолиште, а меѓу познатите села е и селото Старавина, а во Младо Мариово тадарека се наоѓа селото Тујне, каде што е познато по песната "Попат оден запад прашам кој пат води за Мариово", а исто така и по самата хероина Чучук Митра. Драги мои, ова досега што ви го раскажав, за мене представуваше мотив повеќе да го посетам селото Витолиште, но не само да ја видам сегашната состојба на ова населба, туку заедно со Стале Попов, преку неговиот роман "Крпен живот", да направам нова слика споредена со она опишана пред речиси 2 века, да видам дали нешто остана од тој вечен монумент на минатото кој Стале Попов го опишал во големата Мариовска книга "Крпен живот", надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, преточена во документарниот аудио-визуелен запис за селото Витолиште. Како што се движев низ селото Витолиште, од сокак во сокак, од едно патче во друго, ѓеркајќи од една авлија во друга, праќајќи го мојот поглед кон хоризонтот кој ме окружуваше, така пред мене како на филмска лента се преточуваше речиси истата слика која ја имаше опишено Стале Попов во неговиот роман "Крпен живот", иста онаква како што била пред 200 години запишена во 1938 година, а таа слика изгледаше вака. Далеку во Мариовските ридишта, заградено од сите страни со дабова и борова гора, на дното на некогашното езеро се распрострело Мариовското централно село Витолишча. Од исток планинскиот гребен Перун, Трибор, Српјановец, Козјак и Зелка го пара небото и прави зид меѓу Прилепско и Тиквешко, од запад голата Скрка, Шигаса и Тимковата Скрка, од север Рожден, Станковци и Колнеш, и од југ Панделе и Полчишкото поле држат завет од необузданите ветришта север од југот Мегленецот и Дерикоза. Така заштитено селото живее и се множи. Некогаш 20-30 куќи, денеска брои 200 без некоја. Легендата кажува дека многу одамна, а кога не се знае, живееле долу крај реката во селиштето Разлог тројца браќа, Раде, Гале и Вите. Се разбира, тие тогаш се занимавале со сточарство, лов, пчеларство и помалку земјоделие. Кога виделе дека земјата им се поиспостила, а тревата речиси секоја година горела од жешкото сонце, тие намислиле да побараат по погодни места кои во тоа време ги имало во изобилност. На ова мисла ги навеле и нивните коњи, кои бегајќи од низината крај Црна, летно време накачувале горе по Зелка, Ѓуришча, Перун и Трибор, барајќи сочна трева. Прибирајќи ги есено време коњите, Вите видел убави ораници со богата паша, па една есен си направил нешто меќанец, колипка во полите на овие високи планини, презимувал, а пролетта се ги дотерал и овците и говедата. Така Вите се заселил во оваа котловинка и ги удрил темелите на сегашното Витолишча. По неговото име го добила името и самата населба. Гале и Раде исто така го напуштиле своето живеалиште и прешле преку Црна, та едниот ги удрил темелите на сегашното село Галишча, а другиот на Радобил, кои ете биле крстени на нивните имиња. Ајде вака да ми се песне, како се викаш? Тоде, Како се презиваш? Милошевски, Што години имаш? 86. Колку куќи имаше селово порано? Куде колку имаше, па
Имаше 180 години, колко бе? Денеска колко стана? Колко стана? 20 бе. Сакай моя тръгна, къде ќе одиш? Язе? Сега ќе ода еден да му поможа тама ни кермиди изима да товариме. Кај што варат ракија тука? Така, одите чекаат, оди полека. Овде кај црквата Кај црквата, да. Таму ќе ода. Село како секое наше село, но не туку така го нарековме центар на Мариово. На прво место тука е седиштето на царската управна власт, Мудурлакот, на чие чело веќе 20 и повеќе години седи стариот мудур Арсланбеј со 10 запти и младото Чатепче и го представува султанот пред рајата, ги гледа сите дави во името негово од сите 19 мариовски села. Тука е седиштето на Мифеташот со 5-6 души колджии што ги чуваат сите мариовски шуми. Тука е седиштето на Авџи Таборот со 200 души аскер кој ги брка комитите и им помага на Мудурот и Мифетишот во тешките и одговорни државни работи. Тука е седиштето на третокласното екзархиско училиште со архиерейскиот наместник на чело и 4 учители, во кое училиште учат децата на сите оние мариовци што сакаат да им прогледаат и сакаат да им станат попови или даскали. Тука е изворот на 4 поповски фамилии и најпосле тука се Влашкиот Ан, Анчето на Младена Чкулот, Петка Спасев, Трајка Балето и Цулевото Анче, во кои се враќаат и преноќуваат сите оние мариовци од другите села кои што за еден ден не можат да свршат работа во ќуматот доколку немаат блиски родини и пријатели во селото. И овде си родом? Да, се тука. Овде родом, овде мажена? Овде нема жена, тука су сама, со вака кашумилјаш и сама седа. Што поработуваш вака? Ништо, една бавчуле вака малце и тоа е, друго ништо. Не можам. Кој ти се комши за лошо зарно? Комши, баба Јова Врсова ми е и не да прдева. Тие ми се комши и за убаво и за неубаво. Иако село оддалеку личи на град, куќите му се покриени со герамиди, турски герамиди правени од перета слачанецот, ама пак не се ржање, слама или трска како во полето. Двориштата се заградени со камени џидишта и затоа селото има и улици, криви, прави, какви такви, елем улици се. Дури улици со имиња, Стребринската, Чолаковата, Лазевата, Душковската, Опучаровската и други крстени на имиња од чорбаџиите чии калиња ги прават улиците. И денеска на ќошот од Влашкиот Ан, на сред село се познаваат надписите Лудвиг Штрасе, Вилхем Штрасе и други останати од Првата светска војна, кога германските окупациони војски ги преименуваа улиците и ги нумерираа куќите за своја сметка. Секако, на мариовците ниту им текнуваше да ги нумерираат, ниту пак им беа потребни броеви, бидејќи сите в село лично се познаваа, та немаше нужда да се бараат по броеви. Драги мои, како што се повеќе го разгледував денешниот изглед на селото Витолиште, одминувајќи од едно мало во друго мало, влегувајќи и во Сукаловото мало, во кое порано живеело семејството на Сукаловци, а разгледувајќи го денешниот изглед на куќите, и во ова мало наидов и на оваа витолишка куќа, која ми наликуваше на она речиси истата, која во Сталевиот роман Крпен живот е забележено дека во ова
оваа куќа налик на речиси сите куќи во Витолиште, живееше и семејството на Сукаловци, најстариот Стојо Сукалов со жена му Митра и нивните деца, најмалиот брат Трајко Сукалов и Илко Сукалов, од каде што преку семејството на Сукаловци во вистинска смисла на зборот и започнува вистинската приказна, вистинската слика за Витолиште, прикажана преку животот на ова типично селско маријовско семејство при крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, каде што особено внимание е посветено на начинот на живење, обичаите, традицијата, сето тоа преку двата женски лика, Доста и Митра, отпрво само преку Митра, која се грижела за целото семејство, незиниот маж, двајцата незини девери и своите 5 деца, а подоцна и преку Доста рожденката, која се разликува од останатите селанки затоа што видела бел свет, затоа што живеела во Солун и работела кај рускиот конзул. Како што се движев низ селото Витолиште, од сокак во сокак, од едно патче во друго, џекајќи од една авлија во друга, праќајќи го мојот поглед кон хоризонтот кој ме окружуваше, исто така пред мене како на филмска лента се преточуваше нова слика за селото Витолиште, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи, како што е старото предание за древната царица од Витолиште, кое и денес е живо и не само во Витолиште, туку и на просторот на Маријово, која за свое седиште го одбрала токму Витолиште, односно старата населба која се наоѓала во просторот помеѓу археолошките локалитети Царичина нива, Света Петка, Заградишка чука и Пеливор, позната како Кала Марија, Мара Султанија и Тамар Мара. Според преданието, Кала Марија била христијанка и му станала жена на султанот, кога тој умрел во Едрене. Царицата зела со себе 500 војници и тргнала кон Прилеп за манастирот Трескавец, каде што имала намера да се причести во овој манастир и да се врати на својата матична вера христијанството. Арноама, владиката кој бил старешина во манастирот, не и дозволил да се причести и затоа таа им наредила на своите војници од придружбата да ги исколат сите калуѓери во манастирот, кои биле според едни 300, а според други 700 на број, а откако манастирот сосема го запустиле, се упатила во Маријово, во манастирот Чебрен, каде се причестила, а потоа за свое селиште, а воедно и за свое вечито почивалиште, го одбрала селото Витолиште. Марија во Витолиште изградила палати и дворци, кои подоцна турците ги разрушиле и запалиле. Интересно е да го споменеме фактот што некои сегменти од преданието имаат известни историски потврдувања. Многу учени луѓе си го поставувале прашањето и се обидувале да дадат одговор која навистина била Кала Марија, чие име се среќава речиси на целата етничка територија на Македонија. Многу учени луѓе, разгледувајќи ги историските податоци од 15 век, дошле до констатација за историско постоење на Кала Марија, која се среќава и во преданието. Многуми напишувачи за ова предание забележале дека Мара му била черка на српскиот деспот Ѓурач Бранковиќ и неговата сопруга Ирина Кантакузина, византијска принцеза од династијата на Комнените. Кала Марија по отоманското освојување на делот Балканот и наближувањето кон српските деспотии му била дадена на султанот Мурат II за жена од дипломатски причини, односно за задржување на турското напредување на освојување на деспотијата на Ѓурач Бранковиќ. Според известни историски пишувања се работи за голема блискост на черката на Ѓурач Бранковиќ и царицата Марија со султанот, која била посебно почитувана, имала големи привилегии кои главно ги исполнувала во Маријово во Македонија.
Историските податоци за Кала Марија исто така говорат дека таа е родена во 1417 година, а за отоманскиот султан Мурат II се омажила на 4 септември 1435 година во градот Едрене. Умрела на 70 годишна возраст на својот имот во селото Витолиште, каде имала и своја кула, каде остатоци денес може да се видат на Витолишкиот археолошки локалитет Царичина нива, а според грчкиот археолог Николас Муцопулос, повидливи делови од кулата постоеле се до 1940 година, кога за време на Втората светска војна не само што до темел е разорната, не само што незиното вечно почивалиште е обскрнавено, не само што е оплячкано, туку не е оставено ниту трага, ниту белег, ама баш ништо. Со еден збор, оставено е само во легендите, устните преданија и записите на многуте учени луѓе, меѓу витолишани, мариовци и сите други што го посетиле селото Витолиште. Како што се движевни селото Витолиште, од сокак во сокак, од едно патче во друго, ѓекајќи од една авлија во друга, праќајќи го мојот поглед кон хоризонтот кој ме окружуваше, и исто така пред мене како на филмска лента се преточуваше нова слика, слика за селото Витолиште, надополнета со така да ги наречам современиве денешни историски аргументи, материјални и археолошки локалитети кои се веродостојни сведоштва за селото Витолиште. Прв пат селото Витолиште, како во устните преданија, така и во пишаните и материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот, се спомнува во мноштвата црковни повелби за Мариовскиот регион, меѓу кои и црковните повелби кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, царот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковната повелба од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година за Чебренскиот манастир, како и во поменикот на манастирот Трескавец од 16 и 17 век. Најстариот запис во кој се спомнува селото Витолиште потекнува од втората половина на 15 век, односно од турските пописи дефтери од 1476-77 година, кога во селото живееле 80 семејства. Потоа, во 1481-82 година, биле попишани 112 домаќинства, за потоа да бележи пораст на 188 домови. Додека пак во 1528-29 година е забележено дека во Витолиште живеат само 55 семејства. Исто така, во овај период е забележено дека Витолиште спаѓало во нахијата Мариово во Филепската каза. Пред крајот на отоманското владење со овие простори во село Витолиште постоеле два чифлици. Најголемиот чифлик му припаѓал на Арсланбек, родом од Анадолија, додека помалиот чифлик бил во собственост на Мемедбек, родом од Дијарбекер. Во Витолиште училиште постоело од пред 165 години. Честа затворањето ја имал калуѓерот Лунгор, кој покажување на неговиот ученик Попо Димитрија бил роден во селото Кокре и се воспитувал во светогорските манастири. Во Витолиште учителствувал 5 години и предавал на црковно старомакедонски јазик. Селото Витолиште не го избегнуваат воените дејствија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски, речиси сето население.
Многу работи се познати. Сме ги учеле во историјата, особено за Првата светска војна, и знаеме дека таа светска војна се водела на многу фронтови. Меѓутоа, еден од најдолготрајните и најжестоките фронтови бил токму овде на планината Нидже и на врвот кај Макчалан. Припремите за тие битки обично се одвивале по некој стандарден тек. Прво се припремала артилеријата, а потоа на сите страни летале гранати со силна разорна моќ, кои правеле огромни кратери и кои што го уништувале и растителниот и животинскиот свет. Фронтот на врвот кај Макчалан, односно таа жестока битка, е една од ретките, ако не единствена битка во светот која се водела на таква висока надморска височина. Драги мои, денеска во селото Витолиште од неговата некогашна селски идила речиси не остана ништо. Иако данокот наречен миграција село-град одамна си го направи своето и со ова село, сепак животот продолжува. Во Витолиште се враќаат витолиштани сега како старци за да го одживеат престанатиот дел од животот што од Бога им е дарен, на кој одамна им завршил работниот век, отворајќи ги зареѓаните катанци, разгорувајќи го огнот во пузата, кое тлее цела една вечност, не само за да не изгасне, туку нивното село Витолиште да не биде забележено само во литерарните дела на македонскиот раскажувач и романсиер Стале Попов. Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Мариово е Витаминка Прилеп.